Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добре дојдовте. Се надевам дека не беше ова мојот микрофон да ви исплаши малку. Добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на Јади бурек на ТВ Сонце. Како што гледате, ова се закажани интервју уште пред неколку недели, иако ситуацијата може би налага за некои други емисии, но подобро е нека се стише страстите, имаме време за комуникација. Јас, за разлика од сите други, тука сум со вас секоја вечер. И особена чест и задоволство вечерва ми прави да ви представам еден човек, за многумина од вас ќе биде нов, за мене, како да ви кажам, како од Стариот Завет, од Библија да си извадил некој лик и го носиш. Не затоа што е стар, туку затоа што е значаен. Сецко. Есад Хаџич, Сецко, добре вечер, добре дојде. Македонски музичар, припадник на онаа храбра македонска алтернативна музичка сцена, и ако не се лажам, последно интервју кое сум го имал со тебе, додуше не го правев ја, ама ќе те подсетам. 103, ефтини приказни, сопругата моја Лидија во 103 го правеше со тебе. Нема шанси да се сетиш, може би, ама тоа е тоа. 103 беа. Ја те памтам од зависна лица кога ти донесов CD, мислам од Ексик дека донесов CD. Ексик. Да, тогаш ти донесов CD, по тоа памтам, ова више сум го изумил, кој знат кога е било, брат. А рете, на оваа километража да започнеме од почеток. Може. Кажи ми за твоите почетоци, знаеш, од секогаш сме се дружеле, но никогаш не сме седнале, чекај бе, како ти почна? Што се твоите први работи? И сваќам дека сме пријатели, другари, ама не ти ги знам сите детали. И на крај сваќам дека мора да ти направам некој интервју, за да некои работи ми се разјаснат, оти можеби имам нешто, а уште не сум ја ни купил рок енциклопедијата по твојата автобиографија. Сецко, од каде и кога почнува твојата кариера? Јас сум Петро, од Грче Петро, конкретно од Грче 2. Малото ни беше такво да имаше доста музичари на самата улица. Во Ѓорче? Толку музичари? Да, не беше толку прометна. Аха. И што ми скочиш на улица, лесно може да видиш некој на мандолина, мандула или гитара свири и ти сакаш да бидеш како него. Знаеш, тој ти е херој на некој начин. И ради тоа ја почнав да се бавам со музика, затоа што конкретно Шефик се викаше, на Мухамед Ибрахими, го знаеш, акустичарот, брат му, он свиреше малте не секој инструмент. Мислам, како Паганини да го гледаш пред тебе. Неверојатно. Кема не свиреше он? Сите инструменти. След што ќе фатеше виолина, а Махер беше највише за мандолина. А за мандолина? Да, мандолина беше неверојатно. Не, ја го смешав со овој Кемане што свиреше, што работете. Не, овој не стана некој познат музичар, беше уличен малски музичар, ама свиреше неверојатно. Сите сакаме да бидеме како него. Што значи, да, со тоа што не можеше никој да го достигне нормално. Повтори го името негово да го запамтам. Шефик Ибрахими, да. Ибрахим. А Мухамед, да речеме... И он никогаш не се занимаваше нешто со професионално, со тезга, со снимки? Не, никад. Он дури еднаш кога ќе чуе на ТВ некој концерт, да речеме, Стиви Ревон, наредниот ден го свири на акустична како Стив Рей Вон. Да, мислам, толку лесно свиреше, тоа беше неверојатно. Слухиста. Да, и слухиста и имаше неверојатен хват, значи се свиреше на негов начин, знаеш, онака. Многу интересно, даваше негови некои фори. На мандолина? И на мандолина, и гитара, и виолина засвире, и све гледам до него, све што ќе фатеше, све свире. Чекај, се обидувам овака слика да добиам на улица, вака, умало, и вие се собирате и он ви прави. Да, тука беше, да речеме, Идрис, тука беше Енко со мене, тука беа, нели, пуно деца што... Опа, вие страшна екипа сте биле, и Идрис и Енко биле таму, браво. И сите се обидуваме да Крешник беше исто тука и он, значи, сите се обидуваме да свиреме на некој начин како него, они беше херои, да речеме, Хендрикс, за нас, разбираш, улица Хендрикс. Подоцна се запишаме по тие оркестри, свиреме кај Ванчо Цепишев, имаше одличен оркестар. Тоа баш со директорот на школото Грче Петро веднаш ка збориме, вика, деца никако да ги натераме да свират мандолини, мандоли, контрабас, да направиме еден оркестар, не стојат инструментите. Сега вика само хор, вика и толку, знаеш, на кога ќе видам, вика колку инструменти имало, вика што се користеле, вика во тој оркестар, тоа било, вика стварно, вика ентузијазам. Такво време било, знаеш, ние сме сакале да свириме, тоа не било идејата и веќе од осмолетка почнаме да фантазираме да имаме некој бенд што ќе биде панк,
знаеш, онака, у тоа време беше Тоа е рани 80-ти избориме, така? Да, негде, да, крајот на 70-ти, рани 80-ти, сакаме да имаме панк бенд, почнеме да се шишаме така четки. Со тоа што нормално немаме пари за електрични гитари. И истите ствари што ги замишляме, ги свиреме кој на мандола, кој на некоја акустична гитара, знаеш. Првите Јоланини улета, тогаш бубнjarот беше тешко во она златно време на Југославија, таква затворени граници, не може да се купи инструментите скапи, и ја тогаш почнував со бенд, леле колку беше тешко да почнеш бенд. Сега инструменти кај сакаш, колку сакаш, тогаш беше стварно многу тешко. Да. Во право си. Ја знам, кидевме кај некој, ке ни кажа дека има електрична гитара, ке извадеше од под кревет, само ке ни отвореше и испратеше на врата. А ние вака не трепкавме за да ни Да. остане сликата. Да, тоа беше страшно кога имаше некој. Да. Знаеш ли, сега ти реков дека ќе си правиме опуштен муавет меѓу двајца пријатели седнати у кафа. Знаеш ли која е првата, ја има донесено првата електрична гитара во Македонија? Не знам, ама знам дека ве ушекал у струја, така? Јане Милјовски. Да. Министер беше у времето на СДСМ во 90-ти, тој што ја направи приватизацијата електрична. Легендата збори дека ја уклучил директно у струја. Да, тоа имам чуено, не знам кој ми го кажа, мислам дека Венко Серафимов ми го кажа. Да, некад, сите ама го не ми- збориме тоа. Да. Ја на никогаш не успеав да ја проверам. И сега тоа е легендата, стои за првата електрична гитара. Гитариста си, не се. Кој е првиот бенд кој го формираш и го правите, ајде? Па првиот бенд ми е Last Expedition, значи тука Која година е тоа и кажи ми малце ние- повеќе за ние таа почнуваме- екипа. Почнуваме уште како деца, баш онака малски на улица, да свириме на мандолини, на акустични гитари, на све што ќе најдеме, знаеш. Имаше бубнjarот еден селски тупан и за кикот најде некоја педала, така да некој му седеше стално на тој селски тупан, Зоран, Жукот, а добаш имаше некој тактон, мислам дека цело време упаѓаше. Мислам дека дури немавме ни фус почеток и имаше еден противпожарен дом од 80 години, тука се затвориме и цело време свиреме, ама не ни знаеме како се стварат песни, не ни знаеме, ние знаеме да свириме, ама не знаеме како се компонира. Браво, браво, царе. И почнеме од тоа да ќе свириме на кому иде, пак искочи нешто, знаеш. И со тек на време почнаа првите мелодии и така. Значи негде од 85-та година е првиот настап на Last Expedition. Кажи ми која е поставата? ја, Енко, значи Идрис, тоа е првата оригинална постава, и Зоран Трпевски, Жукот. А е уште еднаш по полно име и Значи, презиме. јас, Енис Хаджиш, брат ми, Идрис Амети и Зоран Трпевски. Значи, тоа е првата постава на Expedition и оние што ги започнаваме првите панк песни. Таа постава свиреше до некаде, мислам дека 86-7 година, потоа Идрис кажа дека ние веќе почнаме да ги правиме оние песни за песот Кабала, Трча и останати песни, на него не му се допаѓаше, тоа не му беше панк. И дека ќе си продолжам панк да свирам, вие другари терај тоа, не ми се свиѓа и он си го направи бла-бла, ние си продолжиме натаму. Да се свириме тоа што го свириме и тоа е тоа. Првичната идеја на Last Expedition, која многу години и многу стварно работеше, беше панкот. Како еволуиравте? Кои стилови? Што делуваше? Бидејќи пази многу турбулентно време. Крајот на 70-тите доминира панкот и почнува New Wave-от, почнуваат Police, почнуваат Depeche Mode. И тука доаѓа до едно преокренување, сите мислеа дека изумира оној рокот на Цепелин, на Флојди. Не можевме да имаме представа, бидејќи имаше толку музика, мислевме, окей, поминува 4, 5, 10 години, крај на програма, кој ти слуша тебе присли, идеме нешто ново. И така беше музиката, стално се бараше нешто ново и го запоставувавме она, уопште не се вртевме назад. Како вие гледавте, што беа тогаш влијанијата ваша? Мене лично ми беа Sex Pistols и Clash, мада ги слушав и покасно оние панк бендови што беа од 80 и некоја година. Dead Kennedys, Disorder, Yuki Subs, GBH. Значи, тоа биле бендови од моето време, но веднаш по првиот материјал што го направиме, што никогаш не го снимиме, сваќаш дека панкот е енергија, значи таа енергија не може да повториш на втор албум. Значи, веќе мора да свириш нешто друго.
Стварно? Мора се гради. Она Джо Страмер како рекол, ако си панк бенд, имаш еден панк албум. Може да имаш два панк албуми ако си Рамонс. Значи, само Рамонс има два панк албуми. Друго више се губи сврха, значи само правиш копи паста. Значи таа енергија не може да повтори, значи. Ова е многу интересно. 10 песни да те направат панк и Па тоа е, крај. мислам, првиот оној кој ќе чуеш Клеш албум, тоа е панк. И тука Джо Страмер сватил дека таа музика мора да се движи, ако не се движи, значи Панкот многу површно се сваќаше заради формата и беше од многумина отфрлан. Во суштина носеше многу музика, а тоа се го докажа времето, затоа што од панк правецот произлегоа, можам да кажам, можеби најмаркантните музичари кои денеска се активни и свират, можеби не е панк, но се надградува во амбиентална, во електронска и така натаму. Еве, помина доста време, како ти го согледуваш тој правец кој те одреди, кој те натера, кој направи? Ти си професионален музичар, ти од ова живееш? Не, Ја не знам не, што работиш. Јас сум железничар, јас сум отпремник на возови, значи од 86 Што не каже, у иста зграда сме овдека, ова е... Да, тука е транспорт, да. Да, транспорт. Да, јас сум под инфраструктура, значи тие се исто колеги, нели? А ова што е? Ова е транспорт. Да, може транспорт, да. Ова е може Да, транспорт. може Гледа, транспорт, знае човек. Да. Да не иде некој воз, да не стресе. Добро. И панкот од она време, ја, да речеме, кога сум го следел, бил, кога ќе ги споредиш бендовите, речеме, Стренgelси, свират на клавиатури, нели, тоа е сосем една музика. Sex Pistols, се гитари, знаеш. Диво кога ќе ги ставиш, исто панк бенд, скроз другаче звучат. Значи, сите бендови кога ќе ги И тоа многу, а све тоа многу прогресивни, не можем да ги перцепираме како. Да, како... све тоа панк. Исти си е панк. Свекаш. Све звучи различно, а све е тоа енергија, знаеш, све е тоа Ај кажи ми малце... на некој начин израз на едни маргинализирани типови од некој општество, како што нели Британија, нели има разни типови што доаѓале од места како Клеш што доаѓале, кај што имале нон-стоп судири социјални и така натаму, знаеш, тоа е крикот на една младина. Класна борба? Па да. Како тогаш панкот најде плодното? Ние во тоа време немаше класна борба, сите бевме исти, златно време, Тито, Југославија, еднаквост, братство, единство. Како тогаш панкот? Или панкот може би перцепираше нешто што ние се глубевме дека имаме, а имаше класна разлика и тоа поприлично? Имаше, да, имаше. Не беше толкава драстично, имаше. Да речеме, од прилика носеме сите исти патики, знаеш, немаше некој исти чоколади јадеме од прилика, ама се знаеше кој е побогат, кој е повлијателен, кој не е, знаеш. Не мириса исто по кафане кој може да влезе, кој не може да влезе. Тоа сме го начекале и ти у наше време, нели? Така да и тука постоеше, само на сосема поинаков начин. Што ви беше идејата? Дали имавте конкретно идеја или тоа нешто беше спонтано, ај да свириме и ова е нашиот израз, тука се препознаваме, и дали со време се произлегуваше таква некоја социјална, идеолошка или не знам, уметничка, каква идеја се создаваше, затоа што сакам да илустрирам со една песна која е многу вака баш за тоа време збори, а и денеска актуелна. Повели? Да, па ние како деца од Ѓорче, да речеме, нели Ѓорче на Од периферијата. Ѓорче. Да, прво што сакаше да се примира, значи Аха. да дознаеш повеќе луѓе за тебе, нели, нормално е тоа. На крај крајот тоа е намената на рок-н-рол, знаеш. Да станеш популарен. Но и да кажеш некоја своја приказна. Да, и своите приказки лични што успеаме да ги раскажеме како луѓе, тоа е затоа луѓе не доживуваат како народски бенд, знаеш. Ние сме увек дел од таа една народска прича, знаеш. И кога ќе више на ја и Енко сме деца од така посиромашно семејство, исто Зоран Трпевски беше син на молер, да речеме, разбираш, и приказките ни беа такви баш. Доаѓа деца од периферија, кои не се многу богати, ама се охрабриле да свират рок-н-рол и го свират поштено како што треба. И тоа како имало класни разлики и затоа панкот си најде плодно тло овдека, и тоа е време на панкери, шминкери, на оние класни разлики, затоа што ги имаше сериозно, но никој не смееше да збори. Самата музика, самото ваше постоење и самото твое кажување, тоа кажува дека
Имавме некое добро општество, но не беше фер. И чим не е фер, имаш реакција. Маргинализиран си, едва и се бориш за живот. Па еве и ден денеска, кој знае како ти е, кога земате плата, секој втор ден ја овде во емисија зборам за или штрајк, или плати доцнат, да не идеме за тоа. Но, кажи ми, во тоа време, дали бевте осамени или имаше и други панк бендови? Јас знам дека Картерот во тоа време беше така. Но и Горан Трајковски со Падот на Византија. Так. Кажи ми малце за тоа време, за таа сцена. Како ја перцепираш? Ја памтам и ден денеска за тој концерт што го слушав од надвор фактички. Кој концерт? На Сарацени. Така. Значи они правеа сигурно памтиш флиперницата Старо Скопје, памтиш? Како не? Таму правеа, кај што беше флиперницата, имаше една бина и тука правеа концерт. Во трговски центар, флиперницата. Не, кај ше Бони Јани улицата, право продолжаваше. Сега тука се овие порта, како си тие порта Бунјако, если му доаѓа. Од Карши храмот од другата страна имаше една стара објект, стара куќа, и таа стара куќа имаше кафана, Старо Скопје се викаше. И тука собираме ние панкерите. Има они концерт. Два и сега бледи сеќава, никој не ми го спомнал, сега знаеш кои фолдери ми се отвараат мене за прашање. Суштина беше флиперница. И имаше едно место кај што Леле, нешто се сеќавам. Тоа од диагонала... Бог да прости ружниот или Бог да прости ружниот или овој како се викаше, го заборив сега, жилата. Ацо Жила. Да, ке пушаат Дед Кенеди, си ние дремеме тука со едно пиво, ке го делеме на тие челични маси. Кружеше пивото меѓу нас, така беме типчина што немаа многу пари и тука се вртеме у Старо Скопје, панкерите стари, тука се вртеме. Тогаш беме млади, нели, нормално. И тогаш ми текна на тој концерт на кој што ја не успеав да влезам. Го слушав од надвор. Он беше супер. Добро. Кажи ми малце за таа сцена, кои бендови вака успеа, не успеа, што се појави вака на радар, што мислиш, што заслужи, што не заслужи? Па гледа, таа сцена тогаш, речеме што памтиме ние, остана Готра. Ја баш со него некојаш кога ќе почнеме да Горан Трајковски. Да, Горан Трајковски. Од Мизар, Анастасија. Да. И човекот кој повеќе пати го имам презентирано овде во емисија со неговиот последен проект. Да. Мојот драг другар и брат. Значи, он колку пати ќе се заврти ќе ми каже: "Сеско, знаеш ли ти во моје време колку луѓе се бавеле со музика?" И ќе ми каже некои типови кои сега работат, дипломати се, не знам каде, му биле другари, сите вика се шетаа со гитари, сите свираа. Он го затекнал тоа време кога сите сакале да свират. Сега веќе не ги интересира тоа. Има една друга ренесанса, баш и со Горан го разговаравме тоа, дека се создава се повеќе и повеќе луѓе купуваат инструменти и свират дома. Свират дома, не со бендови, не снимаат спотови, снимаат дома. Тоа не... Например, отидов кај Трендо дома, гледам појачало, гледам гитара, што... Ме разбираш, многу луѓе сретнувам кои не се музичари, но купува инструменти и така натаму и така натаму. Бидејќи инструментите стана многу достапни, можеш убаво нешто квалитетно и стварно стана едно убаво хоби. Значи, музичките инструменти стана не само, како да кажам, нели, тоа беше она борба, ало, јас сум личност, слушај ме. И тоа беше се ежам кога го зборам. Сваќаш, јас сум некој нешто. Свирам, значи постојам. Дефинира како човек, да. Кој си, што си, што... И сега една убава еволуција, луѓето си се занимаваат дома со музика. Знаеш, бидејќи тоа беше стварно едно убаво време, ја мислам дека немаше мало кај што немаше некој што свири гитара. Немаше мало кај што немаше некој пејач и пошто немаше интернет, телевизијата у 10 сат, у златното време, последниот програм у 10 сат. Седиш у мало, свириш, пееш, а да не збориме на море кој ќе отидевме. Нели, начинот за шармирање. Добро, кажи ми, во тоа време направивте ли албуми, кога доаѓаат први снимки, песни, кај ги правите? Ние прво време може така размишляме дека ако издадеме албум, ќе треба после тоа да се растуриме, дека таа идеја што имаме, знаеш, ќе ја продадеме на некој начин.
тоа не беше некоја панк глупост у главата завртена. Така да не се ни обидуваме првиот материјал да го снимаме. Веќе оној што искочи од 90 години, значи што го снимаме се песни од 86 година што ги правиме до 91 година. Значи собрано, свирено. Како се викаше албумот? Интро. Интро. И Кога го издадовте? 91 година. 91 година. Таму е Шефе? Не, Шеф е 96-7 година. 96-7 дури. И сега што се дешава? Значи, Значи, ова е компилација на од почетокот ваш до таа година на оние песни кои ги имате создадени. Првиот албум Интро се собрани песни од сите времења, да речем, што сме ги затекнале. Значи, песен за песен тука негде 86-7 година, Трчај се првите песни. Некој не влегува, да речеме, дури не ми текнал како се свира сега. Застреле го сонцето, мислам, дека сикаше една песна. Сега не би ни знал ни да освирам, значи, поминало тоа више. И сите тие песни ги собраме за да ги уснимиме. Значи, отидеме у Кавадарци и таму го сниме првиот материјал. Шо вика баравте у Кавадарци? Гледај, кај нас студијата беа блокирани комплет, значи повеќе од студијата што беа приватни, кај нас беа неколку, и ние немаме доволно пари за да ги платиме тие часови за снимање што ни беа неопходни. Значи, најдобрата варијанта за нас беше добро студио, квалитетно, да го снимиме материјалот како што ние сакаме, беше Кавадарци. Каде? Моцарт сега он има неколку големи студии во Америка. Моцарт? Да. Коцо Моцарт. Коцо Моцарт, не знам човека. Он има баш профи студио на Камераклиски. Значи со тоа се занимава цел живот и сега во Америка работи тоа. Во Америка и тоа видиш многу интересно. Работи на високо ниво со одлични фаци таму кои што гледам го пратам. И он уште тогаш имаше студио во Кавадарци. Си работеше човекот и веќе стварно профи работи. Дури имам чуено некои луѓе наши што снимале кај него, звукот е перфектен што е ставите кај. Добро, после албумот веќе работите се изменуваат, стануваат концерти, турнеи. Овде имаме публика, ние, значи 80 години, имаме публика што секогаш не следеше. И со првиот албум дури не ни бевме свесни дека сме постигнале некој успех. Направиме 91 година у Хард Рок свирка, беше препуно. Знам и бевме изненадени дека толку народ дојде во суштина, знаеш. А што беше најинтересно кога го снимиме албумот, воопшто не ми се свигаше како искочи, затоа што све беше на брзање. Значи у 2 дена уснимиме све што можеше да се усними и потоа го смиксаме албумот и никогаш више не сакаме да слушаме. Него да само речено договориме да го издадеме, да освириме концерт и веднаш после да почнеме нови ствари да правиме. Пошто тие ствари не сами го продуциравте? Па Бојан беше продуцент. Бојан Ху. Да, Бојан заборив се презимето. Музичар некој или? Не, и он исто има работено и со ДНО, многу проекти има работено. Добро. Професионалец. Така. Таа област тогаш учеше со нас. Значи он со Коцо Моцарт и Енко, нели нормално тука замеше раце миксот. Тоа не ни се допадна како искочи. За последен години да сватиме дека сме направиле ремек дело. Значи, да. Таа проклетија на музичариве, тоа особено ќе ме викнат мене, нели, медиумска личност, ме знаат дека имам искуство, слушни го албумов. Го слушам албумот, ама паѓам у несвес, во себе. Викам од радост. Не, ова, она, ваму, таму. Не можам да им кажам. Значи, си ја гушите спонтаноста, им кажам на музичарите, и тие ваши ситници во кои мислите дека некаков перфекционизам, обичен конзумент не ги... Значи, ние ја перцепираме приказната и севкупната слика. Да, човек е субјективен кој работи на... Многу е субјективен. Многу емоции се упрашани. Да, дали фусот бил погоре, подоле, басот, дали било вака. Ние така не... Ако се влага у таа математика, значи се губи филмот и причата. Ние слушаме музика. Абе и денеска лошо се снимени песните на Битлси, на Моно се снимени па ни држа. Еве сега го извадија филмот Blade Runner 2049. Тоа знаеш, само би те прекинал. Куварот не ужива во своето јадење како оној што го јаде, нели, нормално, тој што ме принесе. Значи, сите зачини и начинот како што е подготвено, он
после тоа не може да ужива како оној што му е принесено на маса. Значи, Ја респектирам твојата аналогија, мислам дека музичката е уште подобра. Слушам, го гледам филмов 2049. Ја у живот Елвис Пресли не су го слушал. У една дадена сцена, он вади сцена и една песна од Елвис Пресли, Пресли, шо да ти кажам сега, не ме допирал. И после 5 децени, мене на стари години, ме пука, не можам да ја одлепам песната од глава. Со сите мани, со сите доблести, не, совршена е, бе, брат. Во филмот вади една песна од Френк Синатра. Ѓон пијан, пее песна, у 3 сабајле како пиел виски, со Џо. Па немало тогаш многу канали, све било од прва, значи влагаат од студио, се свири, значи сите што работат својата работа, од тонци до продуценти, до свирачи, пејачи, мора да завршат својата работа идеално. Ама и тогаш не Нема многу знаеле тајминг, значи Ама и мора не да стремим. знаело, не ни знаеле, све тоа било тапкање и тражење. Но, што сакам да ти Интересно, кажам, значи, денеска, ама не, Они ги денеска, поставиле правилата, значи така, дури така, погрешка ги ама поставиле. денеска тоа да влезе у студио, а ова не може да ти помине, па ова не може така, не таму. Се сеќаваш колку проблем имавме кога снимавме во македонска радиотелевизија, во онаа продукција која, нели, тогашните продуценти кои беа претежно, да речеме, добри за шлагер сцената и со истиот пристап имаа кон поп, кон рок, кон било кој бе. И што и да излезеше, звучеше добро, ама звучеше исто. Мртво, нема 3D, нема како да ти кажа. И тоа беше катастрофа. Ја не знам како ти го Ја перцепираше имав тоа. среќа со Expedition, вториот албум ме поканија македонска радиотелевизија да го снимаме за нив. Перока ми каза лично, он беше уредник. Многу сме му благодарни. за Тогаш тоа. кога беше Да, он уредник на касетната продукција да. на МРТВ. И нас не викна Архангел и Санаториум 3 бенда тогаш. Мислам дека и Анастасија има снимки направени, што не знам дали тие ги искористија за Не полоса ги објават, не Не. знам. Ама знам дека работеа и они во тоа студио навечер. Не е битно, зборам за овој Во материјал. М2 доле? Да, во М2 работеме Какво студио Да. Ремек делост? 2 инчи лентаж, имаш штудер. Значи, прво имаш MCI миксер, Кога Тоа влеговме е- прво пола сат, вака котелиња гледавме у ленташа, у лентана. студио што е направено под земја, а зидовите се споени со штрафови и со федери за да нема вибрации, тоа е више нема никад да се направи тоа. Нема. И без разлика на тоа него највише ни беше страф од луѓето со кои што ќе се работуваме и кога ни Како кажа- тоа ќе го испроцесираат и како ќе звучи? Ние на крај? бевме онакви у тој поглед стрейт, значи имаме веќе идеја како тоа треба да звучи со еден зид маршал и со, разбираш, многу гитари. За да имаме енергија, бидејќи да. Last Expedition битна беше енергијата, Да. гласно, енергично да се осети тоа, а не да биде тука. Да, ако се Не стерилизира, знам. губи смисол тоа беше. И кога влеговме таму, го видовме брацо Илија Пеовски. Тоа беше за нас, што да ти кажам, дури после се договараме негде пред крај, што Илија Пеовски Да ги викаше- успиеме. Не, он викаше, да бе, кој ќе снима со овие сега, некој, да не кажам се кој треба да снима. И вика, идете со перо, добро стоите таму, земите уште еден месец, вика, термини. Ќе снимаме нешто, ќе бришеме, вика, цело, за да се го облече. Така уште еден месец скоро идеме у студио, си снимаме на тенана, онака, за да се дружиме и супер ни беше. И тогаш ја направивте шефе таму? Не, тогаш се искочени Келав Давар со чиста околина, тој албум, извореден албум, вториот изгубени ликови. Можда најинтересниот. Сега, знаеш што, а се договоривме, ја наместив шефе. Добро. Сега затоа што ја спомна и го зборевме ова, сега ќе станам и ќе идам да ја наместам Келјав Давар. Може. Со чиста околина. Ау, каква ствар! Ај, викам да не ја рчкам за тоа, сега тогаш ќе ја бараме Келјав Давар. Нема што да правиме друго. Чекај сега малце бавно овде, како и мене иде, преку мојот канал. Како да пишувам? Кирилица, латиница, кажи. Латиница, Last Expedition. Лас... Сори, латиница, да, Expedition. Имам... Еве ти Келав Давар одмah искаше, гледаш.
Со ова ќе илустрирам. Еве ти го имаш ово уживо, таман пуши го. Уживо да ја пуштам. Да, Добра е верзијата. Добро. Јас сакав да ја чујам студиската. Студиска ја пуши. Која Мада е? таа од касета некоја префрло. Да? Да, можеш која. Неќам ова со Дабаров, неќам. Па пушти ова е многу интересно. Уживо сакаш? Уживо, да. Сакав малце да го слушнам. Ова- Ај ќе го ова слушнам земен- првин. Ќе ја слушнам првин студиската снимка. Пушти гласно. Пушти го компјутерот. Режија, компјутерот. Ово, знаеш што пита? Имаме брат, неверојатно тоа. Значи, на Тајнчев. Si dam si ga pusto, da mi malto, todo sa da vida pouco, mas si montra con il raco, su, basta poco, mas que le cuscata, tanto te imita dolco, costa mi meno non costa, costa bila naša mosta, bere postani, aj ne postani, imam zore i maret fram, deta že kostani, so mil, stil, draki mil, da samo il, kaši što si bil, I che padne, vida padne, ja sam tvoj skinja, doma što da svega će zapre. Stolika šenko, stolika šenko, stolika šenko, stolika šenko. Stolika šenko, stolika šenko, stolika šenko, stolika šenko. Дај не режија у студио. Ова беше фантастичен спој на рап музика, чиста околина и овој панк рок вие што го носевте. Да, ние- Стварно беше многу Тоа добро. е заслуга на Енко највише. Да? Тоа стално го зборам затоа што ако беше по моен и по нели Добро? огнени компанија немаше да биде ова вака, Аха. затоа што он се дружеше у тоа време со дечки од чисто околина, беа клинци тогаш. Аха. И ние оваа песна имаме спремено, додуша немаше текст, ја викаме хардкор. Добро. Значи беше многу по-жестока. Ајде да него чуеме сега и живата верзија. Ова е во студиото на М1. М1, да. Да, Доле во која година е ова снимено? Па ова е Како unplugged верзија? 92-а мислам дека. Вау. Si dam сега просто, да ми малко, толку да видам волко, пасимо тако и ракун, сум, вртам воку, пази некој зграда, да ми дели никога, коста ми е мене то не коста, коста била наша моста, бере постани, ајде постани, имам зара и маре ги плам, гледам ги костани, зори, Lil Draki Mil, нас само Ил, кажи што ти бил, стало, акустична гитара, пара стара и се одмара, и некој треба му нуча за век, a dosto tagaš te i che padne, koji kilja dobro što svega che zapre. Što mi kašenko, što mi kašenko, što mi kašenko, što mi kašenko. Što mi kašenko, što mi kašenko, što mi kašenko, što mi kašenko. Kilja davar, kilja davar, kilja davar, kilja davar. Dođem doma, gladaj ko kuće. Режија, ете малце за илустрација, не можеме, сакам да слушам. 92 година, значи и тогаш имало луѓе кои капирале дека сте нешто ново и прогресивно и останува ова е историјата на македонската музика. Знае, тешкото е тешко за 300 години, не знам ова како ќе се перцепира. Ова е урбана историја. Така е, ова е урбана историја дека овдека имало живот, имало креативци, луѓе кои создавале нешто, луѓе од разни провинцијенци. Ова е време кога не се прашувавме што си, кој си и од кај си. Толку. Дали си добар или лош, толку беше битно.
Ништо друго. Која националност, која религија, тоа никој не го гледаше, брате. Не постоеше тоа. Ако си куртон, не те дружиме. Ако си окей, со нас си. Крај. Многу убав систем на дружба имаше инстинктивен. Дури комуникација немаше телефонски, него се наоѓаме на одредени места. Ван Гог, нели, имаше галерија. Со двојниците, па не можевме да се пробиеме од 5 до 8 сат. Ако го има со двојник си... Готово. Океј. Она што сакав да го пуштам е еден од најголемите ваши хитови. Шефе? Тој е Шефе. Кажи ми за оваа песна, за овој албум, ова е кога веќе и така натаму. Ова негде 95-та, Не се вртам, да, 95-та година. Аха. Значи, снимано во едно ново студио тогаш. Песнава или албум? Албумот комплетен. Така. На покојни Бајо од Зизи Топ. Он Бог да имаше го направено, он имаше направено студио што беше фантастично. Јенко го откри тамо, вика и у Стара македонска радиотелевизија има одлични услови за снимање. На лентаж нормално, одличен миксер, значи просториите се, нели, тамо фантастични за снимање, пошто се студиски. И вика... Тоа беше сега кај што е Телма телевизија, старата зграда на македонската радиотелевизија, таму, Бајо имаше студио свое направено. Како не го памтам, драг мој пријателе, јас со Бајо бев поблизок него некои интимни луѓе што беа со него. За жал или за среќа. Како и да е. Да, ти свиреше со Бајо. Не што свиревме. Психо јас го создадов, Бајо беше главниот композитор. Така што многу работи знам. Зизи Топ кога се правеше, вечерта доаѓам и вика земам кафана, поима немам, а ја имав искуство од кафани. Па му фрлав чаши, му купував чаши, како да поставиме, кај да ставиме и така натаму и така натаму. Беше многу благодарен и стварно јас сум среќен што ми даде прилика, ете, он веруваш у мене, ја у него, си помагавме, имаше една синергија, додека не му се налепија, кога стана многу после му се налепија паразит и го исцицаа човекот. Затоа и умре како бедникот. И сите блиски околу него му свртеа грб. Откако умре, после глумеа крокодилски солзи. Тоа е да мој другар го вика, во физиката има правило на топли и ладни тела. Значи, ладните се движат околу топлите, затоа што зрачат, нели, живот, енергија, како што е сонцето. Не знам јас тоа. И тоа и со луѓето, ке ти српат, тие паразити сидат на друго место. Сецко, ја само љубов ме водела. Знаеш, Горан ми е духовен брат и не се променило тоа 100 години. Таков ми беше и Бајо. Најтешко само ми беше, кога он беше на дното, не можев да му помогнам. А имаше поблиски луѓе од него, никој не мрдна. Затоа Бајо отиде, како што ниеден човек не заслужува. Кучиња на улица така не си заминале. И некој утре ќе спомне, никој нема право да збори за Бајове. Никој нема право. Не отидов на неговиот погреб за да не се сретнам со тие луѓе, лицемери. Ама сите доеде. Најдобриот човек што го памтам. Значи, човек зло не гледа, зло не мисли. Неспособен беше за лошотилак. Ама неверојатно, преку него ја открив таа мрачна страна човечка на паразити, на цицање, на користољубие и така натаму. Бајо колку вредеше како музичар, у Психо едини музичар. Психо, еве кога издаде овој Тоше рок енциклопедијата, ме гњави, кажи ми за Психо. Психо не заслужува 2 збора. Психо единствено само заради Зоран Јанковиќ, Бајо заслужува нешто. Едини музичар, едини композитор. Другите немаше ни музичар друг бе таму. Дали разбери? Ја бев бубњар, ама не сум музичар. Никој друг ништо не направи. Он идеше и по бендови, правеше музика со Александар Велики, со ова, со она. Музика се посвети, правеше клубови, 300 работи студија. Он беше комплетна личност. Фантастичен човек, фантастичен. Јас знам, Извини, малце ми дојде. снимаме може 3 месеци Он ми е исто кај него. школски, ние у клупа заедно седевме. Мислам, го знам подобро, ти викам човекот А него. спотот е па со брат му негов, Фриц. Да, Фрицот, Да. он се Он занимаваше имаше студио до со нашето, Башким заедно, 2001 се Теглото викаше и студиото Фриц. и видеотеката. И они го направија спотот. Да. Време е да го илустрираме. Може. Може. Киното Што беше. беше
Пази, ова беше песна која најако одекна, бидејќи и спотот беше онака шефе, джандари, пиење, цајканите Јасно тепат. тогаш ги затвараа кафаните, се уклопи баш. Песната беше направена за своето време. Тоа е времето кога власта одлучи да ги затвара кафаните у 12 сат. Дали ти Како се текнуваш викаше, што правевме со подвижна полициска станица, ти текнува? Да, Е, да. Тоа беше. А дали ти текнуваш што правевме на 103? Да. Идевте на водно горе, правите журки. Не, ние останувавме у студио и ги упатувавме луѓето со коли да идат на средно водно, ги отвараа вратите и ние пуштавме музика за журки. Они се упалени светло, упалени радија у колите и журкавме, ама 103-кашка музика. Prodigy, Leftfield, панк, рок, метал, онака само 103-кашки. И тоа дојде полиција и не бркаа како џукели. Тоа е времето кога им јавувавме навечер, пази сега, 103-ка после нас кажуваше кај се диле екстази, хероин и дрога. Ние во тоа време кажувавме каде у шифри може да се купи бурек после 12 сат. Па кога ќе кажавме, трчавме сите позади врата, бидејќи затворено, нели, у 12 сат мора да се затвори, и позади врата и ни делеа. Идеш у таа бурек жилница, па таа бурек жилница, и сето тоа беше еден урбан онака отпор кој се даваше. 103-ка беше градот тогаш, мислам, буквално. Начинот на кој што треба да се живее у Скопје беше 103-ка. Знаеш ли, Затоа беше и прифатена како радио масовно. денеска на денешен ден, 94-та година, се одржа првиот 103 Урбан Фест, кога Македонија беше под целосна, тотална блокада од страна на Грција. Благодарејќи на Путица, и ние неколку души што бевме со околу него, Путица сега беше главниот, морам да признам, ги донесовме Фишхук од Албанија, прв рок бенд од, и тоа алтернативен рок бенд, од Тирана, Тмно Да ги памтам одлично. од Бугарија, пандан на Анастасија наша, и заборев како се вика, од Атина, они беа хедлайнери И металци. словенци имаше. Лед 3, Нора свиреше, Архангел свиреше, И јас свирев со The Hip од Куманова. со The Hip од Куманово се одржа на војниот стадион, кој денеска сега некој се ете ние правиме концерти таму. Тоа све 103-ка ние го откривме од немај каде со чист ентузијазам. Ја бев на врата, наплаќав карти. Таму ја запознав жена, ми сакаше без пари да влезе и наплати. До ден денес ми триено за тоа. Идеме со Шефе, песна која одразува токму едно многу интересно време на скопските урбани графити. Čepe,
Шо викаш, Сецко? Си се срамел од оваа песна на Да, ја времето? ќе влезев ZZ Top или Soundgarden, го памтиш Soundgarden? Како не го памтам знам, Soundgarden? таму и иде- Бајо го држеше Soundgarden, он го прослави Soundgarden. Да. Ќе влезев таму и гледам реакција, баш таа песна кога ќе пушта, сите рипаат. И знаеш, ме беше дури срам, викам дај да киднам негде на 15-20 минути па да се вратам, знаеш. Бог да чу. Сега тоа баш она убаво кажат искомплициран сељак, човече. Што да ти Тоа е кажам? направено за луѓе да се забавјат. Истото, ама И истиот ја период, треба да се јас забавам. сум го поминувал. Некоја емисија од 103, сега што ја гледам, легендар, сум се срамал, леле, како можев ово. Сега гледам луѓе уште ги зборат, ги памтам, викам, зошто сум се срамел, а оставило трага кај луѓе, направило нешто добро. Тоа е наменато, уствари. Вајда и тоа е некој начин на зрење што сме го имале, Да, бе Сецко? да. Не знам што да ти кажам. Што правите после вие? Доаѓа едно кризно време, иако кога би зборел сега, не гледам ништо разлика од тога што џандарско малтретирање што го имавме и ден денеска. Забрани, затвори, ова сме, она не сме. Гледа, ние не сме тргнати напред, него е целата таа ситуација од она време ние кога го збориме. Од 70-80 е еволуција, разбираш, у негативна смисла. Е, така. Значи некоја метастаза би се рекло. Значи она Пази, ова е време увек кога мислиме дека немаше сме го- никаква шабанизација на Да. турбофолк. Сме го допреле дното, а тоа имало побетер, знаеш, и наредна фаза ти е побетер од тоа претходното, ти може да се сетиш на тоа претходното што не ти чинело со носталгија дека ти било добро. И тоа е некоја фаза што ја поминуваме ние постарите. Поготоа на ти што збориш шабанизација, мислам, у тој контекст. Порано се знало тој што слушал народно, на некој начин и се срамело тоа. Го слушал, ама Ти поинтимно текно, било тоа. они беа маргина. Да. Ние бевме ин, Сега панк они беше се- по-ин. Леписол, биело дугме, смак, булдожер. Сега се они фраери, мислам, буквално се фраери. А сега Со они музика се фраерите, човече, тоа е и неверојатно. со джипот паркира на Тремникот таму Да, кај зграда. да, Мислам, да. знаеш, некад човек би се срамал да го стави джипот таму. Сега денеска тие луѓе се фраери, знаеш. Да, колку си по-прост, помалку почитуваш закон, колку си по-примитивен, толку се смета дека си ти по-успешен. Па тоа е нашиот морален пат како општество, мислам, тоа кога ќе видиш упали телевизор, све ќе сватиш. Што правите вие што правиш ти конкретно со музичката кариера? Дали е тоа, не знам, Last Expedition, што идеш понатаму и така натаму? Еве ја збори за сега или тој период? Па еве ти кажувам од тој период до сега, пошто така, тоа е веќе малце една друга ситуација. Повели. Од тој период со Expedition, да речеме 96-7, веќе луѓе на некој начин почнуваат се отргнуваат од
од бендот почнува да се занимаваат со други работи. Ја останав на некој начин сам. Првата ствар што ја направив, Post Expedition беше проектот Ексик, кај што ги приклучи нели Црниот санаториум, Идрис пак го викна во екипа, Диме кој беше меѓу време искочен од бендот. И така, така ми беше тој прв проект што го направив ван Expedition. Потоа денеска работа нели ова со Мугер Фугер со Горан. Кога почнувате со Мугер Фугер? Мугер Фугер ја се уште мислев дека сум во Expedition, значи она ми остана опремата дома, еден куп маршали, воксови, гитари, педали, микрофони, све тоа беше собрано во една мала соба набиено. И рече, сета до мене. сам Да, ќе и- правам Sonic Youth. Да, и почнав да снимам материјал со кој што сакам на Енко да му го предложам за да влезем у студио, знаеш, да го снимеме тоа. И Енко цело време ме одбиваше, јас само правев песни. И на крај сватив дека сите што им понудив, меѓу нив беше и Енко, ме одбија за пеач и почнав веќе да ставам семплови. Значи го користев тој дел од технологијата да вокалите не беа пеани, него беа користени семплови вокали. И така ги направив тие првите песни, Оки Треш. Првиот албум е 90% од семплови вокали. Која година? 2005 година искочи. Така. Мугер Иначе- Фугер. Да, иначе Ама Мугер Фугер, првиот албум, сам си соло, цел албум? Па не, ја практикував, пошто музика е на некој начин комуникација, знаеш. Добро. Било многу досадно ако би отсвирил све сам. Значи, тука го вика Огнен, цело време он беше со мене. Значи, и како гитариста, како свирач, и како другар, ако не да е присутен тука да снима. Дојчин беше Антонио Дојчиновски, он беше со мене, Тони Мичич у тој период, он исто улета во екипа, и онда вика пар луѓе што доаѓа да ми помагаат и тоа се оствари некако и беше одлично прифатено од прва онака гледав дека супер помина меѓу луѓето. Кај го извади име во Мугер Фугер, никогаш не те праша. Гледај тоа е од онаа култна фирма нели Боб Мук, првите сайзери нешто се култни Добро. направени и нели он има педали ефекти што ги прави Мугер Фугер исто култни. И мене ми се Не знаев допадна дека е тоа да. педала, Да, Мугер да, Фугер. педали, да. Култни педали. Готра има две. Ја Мугер немам ни една, Фугер? да. Готра Он има два две. Мугер Фугер, да. Љубоморе. Да, скоро му ги врати, да. И така. Мада имам 30 кусора, ама Мугер Фугер и нема, ама бенд имам Мугер Фугер. Така, така. Да. Кој членува денеска во бендот? Па сега сме и ја, Огнен Мангаровски, значи стариот гитарист од Expedition, онда Сашо, од Никола, сега по име вака ќе испомнам, презимињата сигурно ќе ми заборам, Добро, Жана добро. Куч е на бубањ, потоа членуваат нели Готра, Сега, на вокали. како дојде Горан Трајковски со тој сензибилитет или тоа е еволуцијата на Горан кога веќе се враќа Па ја и он можеби само сме на комуницирале. старите малце бидејќи нели он со Анастасија отиде во едни епски традиционално лирски едни многу продлабочени води кои стварно направи многу работи и со Мизар и со се. Мислам дека со Мугер Фугер како да прави едно, и еве последниот негов албум, враќање back to the roots или back to the basic, гитара, вокал, класична она комуникација музичка. Он е човек што има свој став, ама не се плаши да се испита и таму кај што не му е познато. Значи, дори да го ставиш у реге комбинација, верувам дека Готра ќе звучи одлично. Знаеш, он е препознатив по многу работи, ама не се плаши да се испита себе си дури таму кај што не е негова област. Знаеш ли од кај му потекнува света? Не. Тоа е интересна работа. Знаеш колку сум јас семено блиски сме, ние сме врзани семено, јас и Горан. Он ми е кум на сите деца, значи тоа е веќе фамилија, ние сме буквално браќа. Иде, Горан кога го запознав, он беше фасциниран од една музичка појава која и ден денеска ми е тешко да ја осознам, во она тешка алтернатива, тоа е Нико. Нико ти бара мајндсет за да можеш да ја исперцепираш. Зад Нико, проектот на Нико стоеше Бреа Нино. Бреа Нино има една работа, зашо ова ти го зборам, се прави на муабет, нели? Бреа Нино има една работа што
Он како композитор е многу чуден, не можеш песна да му изводиш. Но што има? Он има милион колаборации, продукции и така натаму. Памтам Горан што ми кажа и ова го пресликувам, мислам дека он која го изговори за него, како да се изговори својата подсвест. Века, значењето на Брајан Ино е неговата способност у даден момент најдобро да реагира и најоригинално. Токму Горан Трајковски, кога ти го гледаш, дошол у Мугер Фугер, Горан, ако го гледаш површно, е не споив со Мугер Фугер. Со тој ноиз, со таквиот, да речам, рамен музички, хармонски пристав. Он му е предизвик, он го гледа тоа како Исон и гледа да изреагира со нешто оригинално. Која ќе ми ја пуштеше Нико, ја не ја слушав Нико. Јас слушав што Брајан Ино прави сулуди работи од позади. Значи, оваа пее некоја тема, намерно ја фалшира, хармонски неиздржлива, оваква, многу сугестивна, од позади хармониите на електрониката се сосема десети, десинхронизирани, а оригинални, многу чудни. Така, тоа е Горан Трајковски, признал он или не, ја така го перцепирам и тоа е мое. И затоа, кога ќе го чујам во Мугер Фугер, он токму тоа го прави што го прави. А и затоа те зема у негови проекти, затоа што неговите проекти па ти му ги разбиваш со твојата, бидејќи ти си гитариста, не си рифаджија као, да речеме, Пейдж или Блекмур, ама не си ни соладжија како Алвин Ли. Ти си поишен некој ноиз хармонија како Соник Јут, каде што еден рамен тон го тераш, ти поише ја третираш гитарата, сецко како синтесайзер, одошто како гитара. Така мене ми звучи, не зборам тоа. И затоа е тоа многу интересна комбинација, но ми интересираше како ти, од која идеја потекна тоа да се споите, а никогаш не го прашав Горан кој му беа па неговите мотиви. Тоа Гле, он да иде со вас. Готра стално сме комуницирали, сме се дружеле, сме се помагали со опрема и со совети. Секогаш ми било битно што мислам за мојата музика. Памтам дека пред да го објавам првиот албум го пуштив кај мене дома. Беше топло. Викам, Готра, дојде виш, сум спремил материјал, рачунам на ова дека одличен материјал за сиза, сакам да ми кажеш што мислиш за ова. И не беше смикса, него на Cubase, седна плен написам ги пуштав. Искочи надвор и ми кажа, а тоа беше ера на кога сите дома на компјутери работеа некоја музика и беше техно музика, знаеш. Ти техно е, тоа ние го промовиравме на 103, јас и Готра на зависна листа, кога деца ни доаѓаа со саунд бластери што рчка у еден, уваков, утаков и претежно експериментална електронска музика се правеше. Да? И он ми кажа, Сецко вика, секој ден се движаме ги луѓе, секој ден слушам музика, ама све една иста вика. Кај различни луѓе вика слушам иста музика. Ова вика ме запрепасти што го слушам, а ми дојде вика како сред пустија некој да ми додал Кока-кола. Така ме освежи, значи среќен влез до колата и тоа мене ми даде потик да продолжам со тоа што треба да работам. Ја веќе издадов во меѓувреме со Мугер Фугер, мислам дека уште едно 3 албуми, а он доаѓаше некои инструменти од кај мене да зима за турнејата со Александар Велјанов. Да. Низ Германија. Да, и викам беше срам, не срам. Знаеш дека Горан е еден од најактивните македонски музичари и еден единствен кој идел на европски турнеи големи. Кога зборам големи, значи она со автобуси, со големи сали, со Дајнела Кајнен, со Велјанов и така натаму. Значи И викам сега, знам дека има многу обврски, а знам дека ме почитува изузетно, дека може и ке ме одбијам, а викам срам, не срам, ќе опрашам. Готра, имаме на трака за тебе, дали би сакал да отпееш? А беше стварно неверојатна гужва. Требаше да иде у Германија и потоа имаше некои представи, мислам дека надвор требаше дали Црна Гора или не знам за каде. Вика, голема гужва сума, ама ќе наредиме работа. Која година ова? Мислам дека беше 2008. Добро. 2007-2008. Добро, не е битно, од прилика само ме И интересува. вика, ти само прати ми ги траките и не се кире, знаеш,
кога не очекував, ми се јави Сецко, дојди вамо, седнаме во едно кафанче, донесе лаптоп со него, слушалици, еве ти ја песна да чуја. Беше завршена, мислам, не ни свати кога нашол човек од време како се прометнал, звучеше идеално. Тоа за мене знак беше, поготово како беше прифатена од старт, дека барем на секој албум по една-две песни би требало да направиме у Мугер Фугер. И од тогаш, од 2008 наам, секогаш ми гостува по една, по две песни. Супер. Овдека имаш убави пакетчиња вака. Ова е последното. Многу ти благодарам за честа. Јас сум еден од ретките. Значи, ја многу музичари кои ќе дојдат со CD-а, викаат подели на публика. Не ги делам. Не ги делам затоа што ќе ги поделам само оној кој има CD дома, кој слуша музика. Јас сум уште од тие последните мухиканци кои имам CD, појачало, 2 JBL-а и ставам CD-то и грамофон и така слушам музика. И затоа, нели, сум благодарен, бидејќи ова не е само да му го поклонам, земав и ќе го стави и толку, нема кај да го пусти, или у кола и ќе му зоврие. Така што денеска е убаво и просто човек солзи да му дојдат колку сонувавме ние да можеме вака креативно. Ете, музиката многу се измени и кај нас и во светот. Како да се изгуби тој ентузијазм? Чекај, што е ова? 2 CD имаш? Имаш тука едно и додаток со уште 6 CD-на. Вау! Да. Ова е комплетното, значи дело... 10 албуми се, 7 значи има овде, 3 се стави на Лај, бенд. човек, браво! Ја реков последниот албум ми го носи. Ао, како добро, браво! Како убаво си го смислил ова. Тоа жена ми право ти кажам, ја Да, време за секој е и чест. Секој е и чест. Во ова денешно време барем имаш една комплетниот опус на Мугер Фугер. О, може да се купи? Може да, во МКЦ го има, се продава. Во МКЦ Југотонциве? Па МКЦ, мислам дека само таму во МКЦ може. Во МКЦ кај Тоше, да. Кај Тоше. Да. Добро, ќе го донесеме Тоше. Или ќе му идеме ние, како и да е. Браво, честитам и така на види, ни сам не знаев колку имаш многу материјал. Значи врие со годините ти не олабавуваш. 10 албуми издадов со Мугер Фугер. Мислам дека овој последниот албум е стварно многу. Ова е последниот албум. Така, кога го издаде? Татко. Па сега искочи во мај месец. Имам и промоција на 23 мај. Бог да го прости, многу те потресе тебе смртта на таткото. Да. Ама у тие години сме кога треба се прости мислам. За жал. Па јас се спремам за тоа, ама колку да се спрема човек смртта не се сваќа така лесно, но тоа е тоа. На крај крајва на сите ни мисија како што живееме и да умреме, знаеш, да оставиме простор за други, тоа е тоа. И што те води сега понатаму? Ете имаш фамилија, имаш работа, не ти е лесно. Што те мотивира? Еве издаваш албуми, сигурно од ова нема да купиш ни кола, ни викендица. А гледај, по таа бизнис етика што би се рекло, мене повеќе мотивира задоволството на другите и отколку и моето лично отколку на дали финансиски ќе помине кој што треба, значи тоа ми е најбитниот момент и една друга многу битна работа дека ја овој талент што го поседувам, што сум го добил од Бога, дека до крајот на животот мора да го искористам, не смеам да го пропускам. Значи има луѓе кои тоа би сакале да го имаат, а го немаат, знаеш. Многу интересен твојот сензибилитет и ме изненадуваш се повеќе и мислам дека ти како старееш уште имам тоа, како да ти кажам, сега ова не е да ти правам нити лице, нити имам таков сенс дека од тебе допрва ќе доаѓаат многу чудни и убави прекрасни работи. Бидејќи, не знам, човек кој од вака еволуира и да дојде до една песна, до песни вакви праење како со Горан Драјковски, а особено Невина балерина. Дозволи ми да илустрирам, па искоментирај ми ја малце песна.
Многу интересна песна и кажи ми малце повеќе за ова. Ова е Тања од Темпера. Да, ова е на претходниот албум Продолжи да сонуваш. Она ни гостува на една од песните. Мислам дека со неа се видов на промоцијата на 13-13. Дојде заедно со Адријана Јаневска, пошто она ни гостуваше на претходниот албум. И Адријана? Да. Браво, цар. И викам, сакаше да отпеше на песна, сакам и знам дека и пратив една песна која веројатно не ја лежеше толку на сензибилитетот, ја одбра оваа и ми ја врати отпеана, супер звучи. Браво, браво. Сега на крај, знаеш како ми се допаѓа у последно време каква една синергија се споија. Порано, кога работеа бендовите, беа прилично херметични едни спрема други. Соработки, колаборации и преминување не беше баш многу тоа лесно прифатливо и беше многу така на емоции, на его. Денеска, Горан, Темпера, ти, еден куп луѓе, еве овдека која ќе прочитам на вистина, Сеат Сецко, Да. Хаджи, гитара, мандочело. Огнен Пангаровски синтезајзер, пијано, бас гитара. Сашо Пидрески гитара. Никола Кузбановски бас гитара. Джано Куч тапани перкуси. Огнен Златанов гитара. Горан Трајковски, Џабир Дерала, Сашко Костов, Идрис Ахмети, Ристо Солунчев, Ристо Гоцев, Јона Идини, Елена Христова, Снежана Стојчевска. И све ова само на овој албум. Да. И успеавте да создадете, можеби затоа што и времето, нели, на вулгаризација дојде и добро е што веќе се препознавате. Знаеш, вие сте можеби, не знам. Ја би сакал да обстанете, сакам да продолжи ова, но гледам дека новото време вулгаризира и бара проституција, пари, користолюбие и злоба, а вие зборите за уметност и поезија. Па тоа не е мисијата, сега ја се одлучил да се бавам со ова. Ова е за мене најчистата работа со која што ја можам да се бавам. И ќе продолжам до крајот на својот живот ова да го правам и да го менаџирам ова, затоа што ова е на некој начин и менаџирање, знаеш, со луѓе треба да знаеш да ги споиш, да го составиш тоа, да го изиграш до крај, некаде напорно, ама е предизвик. И останува траги од ова, значи ние збориме за нашето време, во ова сега е нашето време. Со сета должна почит, ќе зборам овакво, значи, навистина, Мугер Фугер е врвот, но над таа синергија, Горан Трајковски мислам дека направи уште поголема синергија со неговиот последен албум и последен проект. Кога го слушнав пред година и пол дена, кај него у студио, кога ми ги пушти демо снимките, тоа беше, не можам да ти опишам, мислам, паднав од столица у негово студио, не ми се веруваше, бидејќи го знам, обично хармоничен, нели, иде со такви, кога ги слушнав гитарите по нејде, кога ги слушнав тие работи, мислам дека и неговата работа со Мугер Фугер може би отвори некој тие чакри пак да се врати на тие. Мене беше чудно кога ми збореше дека Селена Христова има еден проект, кога ми кажуваше дека свирил гитара. Да. А вика се утепа од свирење, вика двај го свире тоа, знаеш, некој парче таму. Викам, што не си ми викнал, ќе дојде ја одма ќе ти го свири. Знаеш, после некој време го гледам, човекот свири тоа сериозно свири. Значи он е тако, знаеш, ќе се напати на еден инструмент и го свири кој што треба. Какви Саксисто, гитари? Кој извади она појачало на зограф од да. Охридскиот производител. Па у Охрид што испадна сега една цела еволуција на произведувачи на инструменти. Мене ме фасцинира многу зограф со појачалото, звукот на појачалото. Тоа би требало ние секоја чест. како држава, како општество да се подржи. Значи тоа се наши брендови со кои што утре ние може да се пофалиме, еве, ние сме тие луѓе од таму сме. Знаеш како го гледам тоа? Пред 500 години бил филигранот, бил кујунџијата, бил тој што правел, не знам, сребро, не знам, Да. правел некој си занает. Ова е занаетот на 21 век. Зограф тоа го прави толку студиозно, толку внесено, толку квалитетно, како предците пред 100, 200, 300 години кога произведувале предмети од керамика или од месин, ковани, бакарни Така е, предмети. тоа треба да се подржи, да речем, Джим Маршал он почел како, нели, имал
дуќан за продање на бубњеви. Него Пит Таузен го терал за првите плачала да почне да ги прави и му рекол доста ми више од Фендер од Вокс, дај направи плачало. Значи тргнал од еден мал дуќан кај што се продавале бубњеви. Пошто он бил бубњар, не знам ли знаеш. Не, да, како првите часови ги одржал на бубњарот на Хендрикс, он го учел. Значи Тоше Поп Симонов кога напише кога почина Маршал, века никој од медиумите ништо не спомнал во она и за Лес Пол. Викам, Значи, и за двете направив емисија јас. Британија кога беше у рецесија, Маршал да, идеше нагоре. И тоа десо би можело да се случи со такви мали имиња како што се Зограб, да речеме, кои што да ги поддржиме на некој начин. Ние Абсолютно. локално од овде како музичари кои имаме куповна моќ со тоа што би ги свириле. Убеди го човекот, многу му е шубе да дојде кај мене гостин во емисија, не можам да го убедам. Па ете, ја имам некои 2 педали на сервис кај него. И сервисира. Да. Одлично. Кажи ми, проектов Тешкиот глас на новите химни на Горан Трајковски остави многу силна трага и се крена голема прашина во медиумите и кај публиката како ретко кога, што е една убав, како да кажам, ветар во едра на музика на музичари како вас. Како беше твоето искуство и Кај мене се деси баш во оној момент кога бев најзапатен. Ми се роди синот, значи бев највише ангажиран околу него и Готра имаше према мене многу разбирање, не сакаше ме притисне премногу. Значи доаѓаше со кола и ми го пучаше материјалот и секој ден свирев со него точно тоа, пошто ме перфекционистом бара така како што го замислил, така да го свириш. До удар со трзалица, значи од згора 2 пати. Он е учителот. Да. Иако третиот пат забори, се гледа дека више се нервира. Он е Френк Запа. Да. Он е Френк Запа за тие работи. И, знаеш, баш ми е кејф што на некој начин ми овозможи да бидам дел од таа екипа, затоа што стварно прекрасен материјал. Очигледно е дека ова е потребно и имавте и некои други настапи со овој проект? Сега свиреме во Охрид. Свиревте или ќе свирите? Свиревме, да, 1000 години Охридска епархија. Тоа беше пред колку? Охридска архиепископија 1000 години. Да, 1000 години, Добро. пардон. Не е проблем. Онда сега треба да свириме на Ди фестивал, онда имаме у Струга на тој фестивал, Дримон и имаме на Екзит фестивал. Абе, Да. ви честитам. Ја со толку радост објавив Горан Трајковски на Екзит фестивал. Да, супер. Мислам, И кој беше едино? Кирил Џајковски само и така да, и тоа на голем стејч. И тоа на голем стејч ќе биде. биде. И убав термин мислам дека 11 часот баш кога. Ќе биде јако. Да. Пази, Нови Сад, Горан има оставено посејано страшно семе, уште од Анастазија и Апореја, во Нови Сад со таа групација таму. Таму има една добра клика што препознава оваа музика. И мислам дека ќе имате добра реакција од локалната публика. Да, он е многу почитуван. Ја знам имав другари војска кога во 88-89, што нели Мизар беше албумот реткост да се набави, тогаш како опција беше касета, нели. Колку беше тиражот беше скромен за Југославија, не памтам, неколку илјади примероци, што Енком извореше да речем у Белград ќе видиш Мишн, албумот се продаа за 300 денари, плоча сега зборам произволно, 300 динара, а ова Мизар се продаа 500 динара, затоа што беше ретко. И знам дека ме моле ако идеш у Скопје, ако сакаш на множени касети од Мизар. И ја од другата страна им снима Падот на Византија. И тоа концертот, знаеш, он се суши целиот. Да, браво. И ке почна ми се јавуваат после на дома, бе. Што е тоа другото? Што си ни снимил, бе, ова е неверојатно, разбираш, многу ги почитуваа Падот на Византија, знае, хрватите знае и словенците. Така да, мене дури ме зачуди од каде такви информации имат. Сецко, ова емисија за тебе, со пиетет кон твојата дело, како музичар и како човек, ја ти се поклонувам. Извини што напати го ставам Горан во целиот момент, затоа што по мене лично, он е врвот на целава оваа прогресивна, храбра, млада и човек кој, мислам дека, знаеш, човек нема да го цениш само по делата што ги произвел, туку и по луѓето кои издигнале,
Кога ќе ги видам некои млади бендови инспирирани како Government од Битола. Да. Фантастично звучат дечките, пеат на англиски и така натаму. Малкумина ги знаат, жал ми е што не можам да ги испромовирам малку повеќе, но тоа е тоа, знаеш, кога си посеал едно добро семе и се препознава. Не е само музички учител, него може да те научи да бидеш подобар човек. Тоа е кај него. Спојот е фантастичен. Па добро, тој кој се дружеше со мене, така е. Ти благодарам многу за гостувањето, ти благодарам се и твојот настап и твоите гитари останаа многу запаметени на концертот, тешкиот глас на новите химни, крајот на концертот кој се одржа во МКЦ, снимката ја имам ексклузивно и Да ти признам нешто, имав трема. Да. Трема имав упрепам бев кој Да ти признам нешто. И тоа после години. Да ти признам нешто. Све се осети и се гледаше. И гледав Горан како експлодираше од натре термонуклеарно, имаше киксови. Оти он совршено го поставил и го знам колку е совршен. Он сака совршен концерт, знаеш. Анастасија затоа му беше, беше све совршено. Немаш импровизација. Точно се знаеш од почеток до крај секој тоа. Ама вие сте ноис, има, знаеш, падови ово, она, имаше така натаму грешки ово. Ама само да ви кажам. Тоа е пријатно сферата. Јас сам него околу. Напротив, тоа и ја му го кажував. Значи, тоа што имаше киксови, тоа што имаше падови, осте ги овие булшит јатци наоколу, кои никогаш ни албум ви купиле, ни ништо. Знаеш колку човечки тоа добро, онака ве лепи. Абе, станувавме, викав, како тинејџер, не памтам дека толку сум викал на некој концерт како тоа. Ја пошто сум свирал оркестар и покойни Ванчо Чепичар ми викаше, ако стварите од она што се го научиле овде, 80% на концертот, значи 20% се грешки. Онда имате одличен концерт. Значи 20% се случуваат работи што не си ги предвидел. Така да тоа е нормално, значи за музичар е нормално и прави атмосфера, посебна атмосфера. Меѓу тие грешки што се дешаваат, има импровизации што луѓе не ги капираат, не ги знаеме меѓу себе. И ова е многу убава работа затоа што оваа тема е тема од албумот Пред дождот, која беше многу позната, многу популарна и направивте една фантастична нова верзија за едно ново време која многу добро го илустрира зетгеистот денеска кој го живееме и Горан тоа на многу силен начин ни го прикажа. Уште еднаш ти благодарам. Паленко. И се надевам повторно. Се држиме Да, почистени згради. да, те молам, житице. Да, Нека се пораста децава, гледам мали си и разбирливо е. Може. Ама мора да се гледаме, макар приватно. Може.
Драги мои пријатели и пријателки, ете, завршивме со ова се договорени интервју уште пред недела дена, не знаејќи како ќе се развива политичката ситуација кај нас. Секако во овие 30 на минути ќе ги отвориме телефоните, ќе имате до 1 минута да се искажете за актуелните состојби. Во петок ќе се потрудам, ако нема гости, да отвориме 120 минути за вашите јавувања и коментари. Утре вечер, исто така, не би сакал, како што и вечерашнава емисија, многу долго ја планирав да овој значаен уметник, музички, го донесам во студио и направам една емисија, бидејќи тоа го заслужува и тоа е битно за македонската култура. Секако ова емисија, која не е само политична, и за вашите јавувања, и за она што е наша политичка секојдневна. Еве утре емисијата ќе биде посветена на протестот кој ќе се одржи против изградбата на рудникот Иловица, рудникот на смртта, како што го нарекуваат. Луѓето кои се противат и организаторите на протестот ќе бидат тука и сметам дека е исто од круцијално значење да ги слушнеме нивните ставови. Бидејќи не е се околу името, ние мора да имаме живот и да се залагаме за добар живот овдека. Животот не може само да биде дневно-политичката сцена. Океј, веќе звонат телефоните за вашите јавувања. Добро вечер, еве веќе имам некој на линија, повелете. Добро вечер. Добро вечер, господине Јанко Милковски. Чекај, кади го ти тамо телефонот, да сум до крај. Океј. Во програма немаме на вистина време, имаме само 20 на минути за вашите јавувања. Искористете ги сега. На располагање ви се сите овие телефони. Знаете што и каква е политичката ситуација. Немам што да ви повторувам. Ако сте расположени и сметате дека имате нешто да споделите со македонската јавност, ја ви стојам на располагање и емисијата. Ако не, ја исто така со задоволство и ќе завршам со музички како што почнав. Сепак, заради ваш атер, редовните гледачи, ви оставам простор да се јавите и да го искажете вашето мислење. Знам дека е потребно неколку минути додека помине тој лаг. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер, повелете, во програма сте. Добро вечер. Дали некогаш ние сите овие 20... Извини, ќе те исклучам бидејќи твојот телевизор прави. Не, ви исклучив, се извинувам, господине. Знам дека сте редовен. Исклучи го телевизорот твој и јави се повторно, ќе те оставам да кажеш. Значи, бидејќи ми тераш инат и не сакаш да го исклучиш, а твојот телефон создава бучава, крај на програмата. Океј, го губиме драгоценното време кој можете да го искористите за нешто попаметно да кажете, се расправаме за базични работи. Како сакате? Ја ви стојам само на располагање. Председателот Иванов се спротистави на договорот помеѓу 20 премиери и целата меѓународна јавност се сврте против него. Оние кои се сметаат за најхардкор патриоти сега го славата, до вчера го плука. Мене малце ми се гади од целава ситуација, но искрено да ви кажам, сакам да ги чујам вашите размислувања. Ај се уште еден обид. Добро вечер, повелете. Што ти кажем, Унија на млади сили, ништо не ти кажем, ајде. Значи, не, некои луѓе, не. Очигледно и моја грешка е, не требаше да ги отворам, требаше да ја завршам емисијата, но веќе се најдов во ова небрано, сам си го барав, што се вика. Така што, еве, ќе издржиме до крај да го истераме, она што мислев дека ќе ми, искрено да ви кажам, мислев дека ќе ми замерите зошто не ви давам простор, па ќе правите шпекулации и така натаму. Знам дека многумина сега си качуваат притисок по други телевизии, овој кажал, аналитичари, ја не ги гледам, не ме интересира, имам свој став, имам своje мислење. Имам своји верни и неверни гледачи, така што повелете, во програма сте. Режија?
За жал, гледачите овде кај што се јавија на мобилен не сакаат да ме послушаат, да го исклучат нивниот телевизор и чисто од технички аспект беа исклучени. Добро. Знам дека многумине и се предомислија за јавување затоа што видеа дека имам гости, дека не е исполитизирана емисијата. Уште една минута ќе ви оставам фора, ако не, среќен, задоволен, смирен и спокоен ќе ја завршам емисијата и ќе се видиме во некоја друга ситуација. Режија, го слушнав телефонот, дали имаме некој? Режија? Океј. Епа, драги мои пријатели и пријателки, толку. И ова нешто збори за целава ситуација кај нас. Благодарам што ги тргнавте телефоните. Ви дадов некаква шанса. Очигледно дека бранителите на промената и бранителите на непромената на името не се многу по музичката култура на Македонија. Знаете, Македонија се брани на многу полиња, а не само на она дневно политичко. Зато и се доведовме на ова дередже кое се доведовме. Вечерва малку повеќе алкохол, турбо фолк и не ја даваме. Епа затоа ја изгубивме. Тоа беше се од мене што можев да споделам. Навистина веќе ми е дегутантно што да терам понатаму. Имам агенда, сакам да им помогнам на добрите луѓе и тоа ќе го направам. Утре вечер емисија посветена на протестот кој на 16 ќе се одржи против изградба на рудникот на смртта. Тоа беше се за вечерва. Еве се обидовме. Очигледно дека култура и дневна политика не се спојува кај публиката која перцепира. Одлично. Лекција за сите вас. Пријатно.